контекст на овој дел сакам да ви се пофлам дека сме една од првите единици кои ще имат трет курс на обука во операција Флориан, значи во концептот кој ќе ме запишем од Велика Британија. Користам прилика да им се заблагодарам на инструкторите кои што беа тука и спаѓаме една од најопремените и најспремни единици во Република Македонија. Тоа ќе ви го кажем без лажна скромност. Односно тоа е без статистика да спуштаме за институцијата. Така, ланската година, минатата година, значи помина со 576 интервенции. Тоа се сметат пожари, технички интервенции, поплави, значи во тој дел. Апелирам до граѓаните на цел Струмички регион да бидат предпазливи со палење на оган на отворено, за палење на стрништа на отворено. Територијалната противопожарна единица стои на располагање, значи за техничка помош, за стручна помош и за техничко обезбедување на места така ако има отворен оган. Посебно се однесува за стрништата, се однесува за пушачите, значи фрлање на опушоци од кола и слично. Уште едно прашање. Значи, како е опременоста на територијалната противопожарна единица во однос на човечки ресурси и техничката опременост? Ги задоволуваат ли сите стандарди? Вака, значи, секоја година тоа го кажам истото, дека секој пат пожарникарите сакаат нешто ново. Меѓутоа, можем да ви се пофлам за слухот што го има општина Струмица, пред се градоначалникот, за опременоста на противопожарната единица и соработката која што имаме со други институции, како што е Дирекцијата за заштита и спасување. Значи, одиме напред. Со човечки ресурси е пополната, има стандарди нови кои ќе се воведуваат, меѓутоа тоа е законска регулатива. Затоа што и сте координатор на операцијата Флориан, дали се најавува дека и до година ќе има активности во врска со овој проект, затоа што повеќе години се спроведе во државата? Вака, значи, задоволството е мое како командир на противопожарната единица во Струмица, што го добив тој епитет да бидам координатор на цела операција Флориан на ниво на Македонија. Ќе се одвиваат уште операции, значи добивам и помош и координацијата на обука на наши пожарникари од Република Македонија во Велика Британија ќе се одвива преку координација преку мене како командир на противопожарната единица од Струмица и преку пожарникарите од Велика Британија. Ја користам приликата да им се заблагодарам на тимот што беше од Велика Британија, што ни покажа нови знаења и соработката се надам дека ќе продолжиме и во наредните години. Тоа важи за сите пожарникари во Република Македонија. На тој начин и полеснува ли соработката помеѓу отделните противопожарни единици на цела Македонија? Така, значи во рамките на ЗЕЛС е формирана мрежа на противопожарни единици. Координацијата ја вршиме тука, од тој дел соработка и веќе одиме на повисоко ниво за соработка, значи да имаме едни стандарди, промена на правилници, законска регулатива, бидејќи пожарникарство во Република Македонија е поставено малку на пониско ниво, сакаме таа фела, така кажено пожарникарска, да издигнеме на повисоко ниво како што се во другите земји. Добре, денеска го одбележуваме денот на противпожарните служби, на пожарникарите, каде што користиме прилика во одбележувањето да се запознаат сите служби, посебно и ние кои што управуваме со надлежноста за противпожарна заштита, со деталите за целата опрема со која што располага противпожарната заштита и нивната подготвеност која што доаѓа. Овој период е така погоден да секогаш е убава и оваа проверка заради потоплите денови кои што доаѓаат доправа пред нас, знаејќи дека секогаш противпожарната служба мора да биде подготвена. Оваа проверка истовремено не става во можност да бидеме поспокојни во делот на она кое што значи предизвик за пожарникарите, иако реално се надеваме дека не дај Боже да има никогаш работа за нив. Колку повеќе ти одмараат, толку е подобро сигурно и нема потреба од нивни ангажмани. Како градоначалник можем да кажем дека сум целосно задоволен од она што значи екипираност, стручност и подготвеност на противпожарните службеници во општина Струмица, кои што го покриваат целиот Струмички регион. Морам да кажем дека во годините назад направивме доопремување, веќе денеска имаме многу нови возила, нови капацитети со кои што можеме да се справуваме во секакви услови, а преку вашите медиуми граѓаните го следат целиот развој на противпожарните служби. Морам да кажам дека соработката која што имаме со одредени други институции ни помагаат во делот на половни средства кои што ги доосовременуваме и прилагодуваме за користење за противпожарна заштита. Целата оваа работа со
капиталните инвестиции од страна на општина Струмица, направува една убава конструкција и рамка на противпожарната заштита во Струмица за да бидеме секако и јас како градоначелник, а се надевам и граѓаните прилично спокојни во делот на спремноста на противпожарната заштита во Струмица. Во постапка е текна јавна набавка за купување на корпа 18 метарска, која што ќе се користи за тешко пристапни простори за колективните згради. Оваа корпа истовремено имаат само модерните противпожарни заштити или противпожарни станици. И се надевам дека успешно ќе заврши овој тендер кој што е започнат за оваа работа, за да до крајот на јуни или почетокот на јули ја имаме и оваа механизација која што е потребна. Однос на човечките ресурси и техничката опременост? Значи, целосно сум задоволен од техничките ресурси кои што ги има противпожарната заштита, со тоа што никогаш не е доста. Колку можеме да допреме до плюс нови возила, нови техники, нови механизации, нови опреми генерално за противпожарната заштита, тоа сигурно не прави сите побезбедни и поспокојни. Ние продолжуваме секоја година со набавки на одредени технички и оперативни средства, опреми за противпожарната заштита, како што гледате многу често знаат фирми, компании од странство, дома да донираат на противпожарната заштита и тоа навистина добро, така да мислам дека и до сега сме прилично опремени, но секако тенденцијата останува да се доопремуваме и во иднина.